Добар ден на сите. Каде и да сте, а знам дека ме гледате од секаде и навистина ми е многу мило. Овој пат се наоѓаме повторно во Скопје и на моје огромно задоволство тука се наоѓам по втор пат на ова исто место. Овој пат ќе ја посетиме нашата нова председателка на Македонија, госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова. Ќе се запознаеме малце подобро и ќе слушнеме за незиното детство, почетоци, работа и како на крај се станува жена председател. Тоа значи со упорност, верба и секако љубов може све да се постигне што се сака. Ајде да одиме. Ајде. Ви благодарам многу што одвоевте време за да можам да ви направам интервју на мојот YouTube канал. Јас како што знам дека вие сте прва жена председател на Република Македонија и јас исто како што знам има навистина многу малку жени председатели во целиот свет. Може да ми кажете зашто е така? Да. Еве јас да ви се заблагодарам за интересот да разговарате со мене. Многу ми значи. На мене исто. Зошто многу ми значи, бидејќи целиот работен век го поминав со студенти. Јас велам дека сум учителка само на повозрасни. Значи на студенти. Да. Нема поголемо задоволство од тоа, особено за мене. Еве да се пофалам, јас неколку пати сум бирана од студентите за најдобра професорка на универзитетот. Ниту една награда, ниту еден труд, ниту еден политички статус, па ни председателскиот, не можат да го засенат овој прв резултат. Не ми е јасно зошто е така, зошто има се уште во моментов, еве, кога фрлив поглед на она што вас ве интересира, сватив дека некаде околу 30 жени има во моментов, но не само на председателски функции, туку во некои држави на највисоката, на премиерска, да речеме, каде што има кралеви или кралици и така натаму. Да. Зошто велам не ми е јасно? Бидејќи мојата теза е дека треба да го следиме ритмот на природата. Таа е совршен креатор. Ако природата се погрижила да има избалансиран однос меѓу мажите и жените, со мали отстапувања, 51, 49, 52, 48 и така натаму, тоа не е случајно. Да. Значи, не разбирам зошто човештвото се откажува понекогаш од половина ум, знаење, креација, убавина. Говорам за жените. Не е, значи, во прашање нешто што ние возрастните го нарекуваме понекогаш феминизам, бидејќи бараме да има повеќе жени на повисоки функции, туку се работи за хуманизам. Така, секое општество, секоја држава би била понапредна. Или да ви кажам нешто, јас многу сакам литература, многу сакам да предавам право и литература, бидејќи во литературата има понекогаш подобри анализи, дури и во науката. Често пати ја цитирам Вирџинија Вулф, чувена британска жена активистка, која ќе напише книгата Сопствена соба. И вели дека за да биде британската жена самостојна, треба сама да може да има приход од 500 фунти. Позната е по специфичен говор, по специфична мисла. Да заклучам, светот виден со женски очи, вашите, моите, е поинаков од што виден само со машки очи. И јас многу си сакав една песна во младоста, Джеймс Браун ја пее, се вика This is the man's world, ова е машки свет, ама тој заклучува дека без жените ништо не е можно. Значи, јас сум за така наречена родово неутрална квота.
полово неутрална квота која што ќе овозможи секогаш да се води сметка и за оној што е подпредставен. Во нашиот случај тоа се жените. Особено на најважните функции. Така и семејните односи ќе добијат друга тежина, бидејќи татковците можат изворедно добро да се грижат за децата. Така и мајките ќе добијат слобода да можат тоа што им е интенција, порив, желба да го реализираат, бидејќи во секој од нас има повеќе личности. Не е точно дека ние сме предодредени само за дома, а мажите само за државни, јавни и други функции, туку секое човечко суштество има потреба да ги изрази своите способности во многу области. Затоа и мислам дека треба да има повеќе жени на функции. Значи, во моментов не ми беше јасно зошто требало да чекаме толку долго за да дојде на оваа функција жена, како што јас деновиве постојано повторувам. Завчера снимив една порака за Обединетите нации и мојата прва забелешка е како е можно 80 години по формирањето на Обединетите нации во далечната 45 година да сватиме дека се уште немало жена генерален секретар на Обединетите нации. Со војни сме соочени, за жал, што е срамно за човештвото, не само за оние што се актери, туку и за оние кои молчат и ги гледаат војните. И јас тука исто така предупредувам дека Обединетите нации настанале како најважна меѓународна мировна организација и дека тие не смееа да дозволат да се случи војна, дека се уште се најлегитимната институција за ставање крај на војните. Да. Значи, со повеќе жени на највисоки функции, јас мислам дека подобро ќе се справуваме со војните. Да. Кога вие создавате живот, а вие сте нашиот живот, се разбира со помош на мажите, на татковците, сигурно дека имате природна потреба да го штитите животот. Најголеми жртви во војните се децата и цивилите, меѓу цивилите жените. Затоа треба жени да има на важни функции. Да, вие сте прва жена председател на Македонија. Дали тоа значи дека Македонија е еден чекор понапред кон демократијата? Сигурно. И тоа е еден голем чекор. Квантен чекор, некој би рекол. Да, бидејќи, реков, нема ниту една рационална причина да не биде така. Да. Се разбира дека тоа не значи дека изборот се темели само на полот, туку секогаш стручноста и компетентноста треба да бидат првиот критериум, меѓутоа факт е дека исто толку стручни, ако не и постручни и покомпетентни, бидејќи нашиот животен пат е потежок, се уште, на жените е да има жена председател и јас мислам дека можам да го покажам тоа. Да, дали се сомневавте пред изборите дека можеби нема да успеете да бидете председател на Македонија само затоа што сте жена кандидат? Не, бидејќи јас мислам дека има граѓанска свест, исто така има женска свест за оваа потреба. Воопшто не се плашев од тоа, но точно е дека
се плашев од говорот на омраза, што се уште постои и се толерира, дури и за време на кампањата, не само заради полот, туку и заради возраста, се соочував со говор на омраза, дури и покренав постапка пред Комисијата за превенција и заштита од дискриминација, исто така и во соработка со ОПСЕ, но на крајот ја повлеков иницијативата за да докажам дека еве, ние жените умееме и да простуваме и не сакав името на еден премиер да се појави во светот, инаку доне одамна од мене, од највисоките меѓународни женски асоцијации, бара да го документираме случајот со мене, не само со мене, и со други кандидати, со друга кандидатка жена, бидејќи тоа не смее да се толерира. Значи, главно на социјалните мрежи се појавува квалификации, обвинувања, што беа далеку од разумот и од умот. Не велам дека ме засегаа, меѓутоа тие беа реалност. Уште еден доказ дека во ова општество се уште има остатоци на патриархална политичка култура, да не речам и парохијална политичка култура, тоа е култура на некои зафрлени, заборавени средини во кои цивилизацијата не стапнала, бидејќи како иначе да ги толкувате зборовите. Но, мислам дека ова општество покажа дека е политички зрело, дека има граѓански капацитет и дека повеќе верува на делата, односно на она што го слуша и гледа, одошто на она што се предпоставува во рамките на говорот на омраза на социјалните мрежи. И затоа уште подрага ми е победата. Да. Мене ме интересира кои се вашите надлежности и обврски како еден председател на држава. Да, бидејќи вие живеете во Германија, а јас предавам компаративно уставно право и компаративни политички системи, да, слично како и во германскиот парламентарен систем, председателот нема силна или ефективна извршна власт, туку повеќе има церемонијална власт. Но тоа не значи дека нема овластувања. Прво, тој го има, за разлика од германскиот Бундестаг, каде што се бира посредно председателот, нашиот председател, значи јас сум избрана на директни избори и тогаш го добивам легитимитетот од граѓаните, а не од парламентот. И тоа е многу силен изборен легитимитет, бидејќи во вториот круг одат двајцата најдобри кандидати и во вториот круг, што е ретка појава во компаративното право, не само што треба да добиете мнозинство гласови од излезените, туку и од запишаните граѓани. Тоа дури ни во Франција, каде што има многу силен председател, го нема како услов. Овластувањата. Најпрво, за најважната за мене, штом ве бира народот, граѓаните, да ги представувате, значи, граѓаните дома и надвор. Тоа е најважната функција по мене. Понатаму исто така има повеќе други важни функции. Например, председателот може да стави вето на
законите што ќе ги изгласа собранието. Ветото е суспензивно, значи не го отфрла законот со тоа, туку ги им упатува порака на пратениците уште еднаш да го разгледаат законот, односно забелешките на председателот. И тие, доколку бидејќи се законодавно тело, доколку уште еднаш го изгласаат законот со потребното мнозинство, апсолутно 61, бидејќи нашиот парламент има 120 пратеници, председателот мора да го потпише законот. Тоа е едната функција, бидејќи председателот со указ ги прогласува законите пред да се објават во службен весник. Исто така, председателот предлага двајца судии во Уставниот суд. Исто така, председателот предлага двајца членови на судскиот совет, што е важна функција. Исто така, председателот има функција што е наследена од минатото уште од кралевите и од кралиците, да дава помилувања на за определени затворски казни, но кај нас тие се многу мали, таква пракса се создала, зошто постои правото на помилување, за да им се покаже и на луѓето кои се на одслужување на казна, дека имаат шанса да се вратат на правиот пат. Значи, понатамо председателот има право да се обраќа најмалку еднаш годишно пред пратениците, пред собранието, за да посочи што работи, како работи, иако не одговара пред нив, и за да упати пораки во врска со состојбите во државата. Тоа се некои, да речеме, од најважните функции на председателот, меѓутоа има и други функции. Председателот може да присуствува на секоја седница во парламентот. Председателот има најважна функција во меѓународните односи, бидејќи тој, реков, ја представува државата во меѓународните односи. Еве, јас со нетрпение чекам да дојде крајот на септември, за да се обратам пред Генералното собрание на Обединетите нации за некое важно прашање. Исто така, председателот може да бара од владата информации или да дава на владата информации. Истото може да го прави и со парламентот. Значи, е извршна власт, една од двете глави на извршната власт, другата е владата, таа има ефективна извршна власт, а председателот има церемонијална извршна власт. А дали се чувствувате... Да подпишува меѓународни договори, исто така, да повелете, да. Да. Дали се чувствувате привилегирано за тоа што сте жена председател и како реагираат другите на вашите средби? Значи, мислам, кога ќе се среднете со председатели и со светоа натака? Уопшто не се чувствувам привилегирано, бидејќи ако може маж да биде председател, може и жена, особено ако е квалификувана. Јас функцијата што ја вршам одлично ја познавам, бидејќи токму за неа предавам, и сега имам шанса тоа што го предавам и да го направам. Значи се чувствувам рамноправна во било која средба со друг председател или председателка. Немам никаква фрустрација и никаков комплекс. Не мислам дека ако доаѓам од мала држава, дека не можам да имам големи идеи. Впрочем, јас во животот сум покажала дека сум компетитивна во мојата област.
Со децении сум во Советот на Европа, во групата на независни експерти за Европската повелба за локална самоуправа сум била и подпредседателка. Сум била членка на една од најпрестижните институции на Советот на Европа во областа на правото и демократијата, Венецијанската комисија. Сум била во Советот на Светското здружение за уставно право. Имам колеги во Германија кои ме предлагале во тој совет, чувениот професор Кристијан Штарк од Гетингем, например. Исто така сум објавувала во најпознати издавачки куќи, Палгриф, Макмилан, Илеван, Ратлич, New York Scholarly Publications. Немам таква фрустрација и многу често истакнувам дека малите и средните држави може да имаат далеку посилна улога во меѓународната политика ако се обединат. И дека нивните идеи, иницијативи, предлози, решенија во меѓународните институции биле многу пати извонредни, дури и блокирани од големите држави. Значи, мора да ставиме крај на така наречената реална политика, според која силните го прават тоа што можат, а слабите тоа што мораат. Причината – војните со кои се соочуваме. Неправдите. Или, ако сакате, и ден денеска на сите конференции на Обединетите нации зборуваме за потребата да се намали сиромаштијата кај луѓето, никој да не биде заборавен, значи ни луѓето со посебни потреби, ни луѓето со хендикеп, ниту пак да има развиени и неразвиени, дека треба принципот на солидарност да го почитуваме, дека треба да помагаме, дека треба да го почитуваме меѓународното право, одлуките на меѓународниот суд. Сето тоа зборува за потребата од свет во кој што ќе има повеќе идеализам. Не е за мене идеализмот утопија. Идеализам за мене е право, правда, морал, етика. Нив ги нема денеска. Мислам, значи, дали се председателите, да кажам, како джентлмени, дали ви ги отвараат вратите за да влезете, или ви донесуваат свеќиња пред средбите, или може би столот ви го тргаат за да седнете. Такви работи прават? Па, денеска има проблем со джентлменството генерален, иако, така мислам јас, понекогаш младите мислат дека заради рамноправноста нема потреба од джентлменство, ниту од преферирање на дамите, но да, еве вие ми донесовте прекрасно цвеќе, да, ми носат цвеќиња, но јас им носам цвеќиња на колегите председатели. Да. Јас сум жена која може многу добро сама да се грижи, меѓутоа се разбира дека да, ми годи ако некој ми ја отвори вратата или ако ми даде предност. Тоа е убав гест, но мислам дека можам да бидам рамноправна со мажите во секоја област и цел живот сум се обидувала сама да ги правам најголемиот дел од работите. Со вежбање станувате силна, не правам разлика меѓу машки и женски работи, ниту занимања, но се разбира, убаво велите, дека понекогаш джентлменството е убава работа и затоа веламе дека е добро да има повеќе жени во парламентите и во сите
во министерствата, зашто тогаш има и поголема шанса да го разбудите надпреварот меѓу себе, ама не мислам на надпревар до истребување, туку мислам за надпревар со взаемна почит и уважување. А од овие сите книги имате ли една најомилена? Дали имам најомилена книга? Немам книга која цел живот ќе ми биде омилена. Ама сега, која Во е? детството, Добра. во детството ми беа омилени Хајди и Чичко Томовата колиба. И си плачев кога ги читав и мајка ми велеше, па зошто ги читаш кога се тревожиш? Да. Убави се. Денеска еден македонски автор и неговата книга, мислам, омилени, тоа е Гоце Смилевски и книгата е Сестрата на Зигмунд Фройд. Од мојата област пак, една од книгите што немаат врска со правото и со областа, ама имаат со хуманоста што ја нема, ми е книгата Идис на чувениот правник француски Роберт Бадентер, кој што беше председател на комисијата која што Европската заедница во 90-тите години ја формира, за да каже кои од државите од бивша Југославија ги исполнуваат условите во поглед на демократијата и човековите права, за да бидат признати од Европската заедница. Значи, замислете, 6 уставни судии и господинот Бадентер, председател на Уставниот суд на Франција, рекоа дека тоа се Македонија, Република Македонија тогаш и Република Словенија. И што се случи? Европската заедница ја призна Словенија, ама не ја призна Македонија. Книгата Идис на Роберт Бадентер е книга за неговата баба, која што цело семејство го одгледала во тешките времења. Јас не знаев дека господинот Роберт Бадентер е евреин по припадност и тамо тој го опишува заминувањето нивно од Молдавија во Париз и тешките проблеми со кои се соочувале пред Втората светска војна. Тоа е времето пред Холокаустот и јас се шокирав од проблемите со кои се соочувале, но од друга страна сватив дека човекот е многу силно суштество. Ако тој успеал да се адаптира во таа средина, да стане врвен правник, тоа е голема инспирација за мене. Еве, тоа е последната. Инаку многу ги сакам класиците. Секогаш велам, еве, иако денеска е опасно да кажете Толстој или Достоевски, еве јас ќе кажам дека многу ми се допаѓаат и Чехов, ми се допаѓа и Шекспир, ми се допаѓа и исто така, ми се допаѓаат и автори кои на овие простори, Петре Андреевски ми се допаѓа, од нашите многу инспиративен е. И мислам дека во книгите понекогаш има подобри анализи, дури и во научните студии. Драйзер ми се допаѓа од американците, Перл Бак ми се допаѓа. Мислам дека нема поголем пријател од книгата. Никогаш не легнувам без книга, од дете до денеска. Што и да ми се случи во денот, јас знам дека има момент кога ќе си останам сама со мојот најверен пријател книгата, си ги препрочитувам старите книги, поинаку сега гледам на нив,
и секому му препорачувам да чита. Друго е, немам однос, сум се обидела многу пати, но сакам в раце да држам книга. Да, понекогаш морам јас на интернет да читам, ама мислам дека очите како да се побрзи од умот, кога ја имам книгата в раце, тогаш целата страница е пред мене, тоа ме тера да размислувам и не се изненадив од едно истражување на Харвард, според кое подобри успеси даваат студентите кои сепак покрај информациите од интернетот користат и книги. Зашто изгледа умот некако, односно мислата се сообразува тогаш со брзината на читањето и тоа станува дел од нас. Иначе верувам дека умот е побрз од светлината и тамо е една, ќе ви покажам сега. Еве, ова е една филозофија на мојот живот и студентите тоа го знаеа, ама и сега кога ме посетуваат некои луѓе, еве го Тихон, духот, the spirit travels faster than light. Верувам во тоа. Или, еве ќе видите некои од другите, ако ве интересираат, на англиски се сите, еве, например, за љубовта, вели I'll climb up that hill 1,000,000 times just to see you, but I refuse to come down. Така, нели? Хубаво е? Да, супер е. Или ова за природата човечка. Some try to establish their self, others are trying to lose it. And I know someone who does both. Секогаш ние понекогаш правиме добри нешта, некогаш против себе, ама во хармонија кога сме добри личности. Да, јас баш како што гледам, многу добро зборувате англиски. Еве, јас зборам германски. Дали би им препорачале на младите да учат повеќе јазици? Да. Јазиците се богатство. Англискиот ние многу лесно го учиме. Кога ќе прашате англиски лингвисти зошто е така, била дека сличен имаме редослед на реченицата и изговорот ни е одличен. Значи да, треба да се учат јазиците, тие ве прават покомуникативни, сакаат луѓето да им дадете признание. Еве, јас мислам дека кај нас треба повеќе да се учи албанскиот јазик, например. Зашто? Бидејќи им значи тоа на нашите, и јас мислам тоа да го направам, на нашите сограѓани албанци, бидејќи тие се во значителен број, тоа меѓу останатото значи и почит. А колку јазици знаете да зборувате? Па јас ќе ви кажам, не можам да се пофалам со многу, ама основни познавања имам и од францускиот јазик, латински сум учела 3 години во гимназија. Мислам дека многу лесно би научила италијански заради латинскиот и заради шпанскиот јазик. Еве, шпанскиот јазик станува се позастапен. Значи, добро е човек да знае барем да ја знае основата на другите јазици. Да, англискиот е се уште лингва франка, ние велиме, нели, јазик со кој сите се разбираме, но мислам дека шпанскиот јазик како втор или трет веќе е исто така во голем подем и добро е човек да учи други јазици. Инаку, како што знаете, се учат сите јазици. Знам дека и кинески денеска учат луѓето, бидејќи веројатно во тој мултиполарен свет, нели, некои држави нови имаат се поголема сила. Тоа е со јазиците. Важно е да се разбираме, ама човечкото суштество понекогаш и кога не знае јазик, а е добронамерно, дури и со јазикот на телото може да се
Така е. разбере. Да. Многу лесно. Да. Да. Мене ме интересира кој поред председател сте на Република Македонија? Мислам 5 пред мене имало председатели. Председателот Глигоров прв, по него председателот Трајковски, по него председателот Црвенковски, по него председателот Ѓорѓе Иванов, по него председателот Пендаровски и јас сум сега сте шестата. вие, да. Шестата, да. Мене ме интересира колку години трае еден мандат на председател на Македонија? 5 години, тоа е иначе вообичаен. Вообичаено време, најзастапено, во Соединетите Американски држави е 4, со можност за уште еден реизбор. Не повеќе. Зошто? Јас стално велам, иако председателот нема ефективна извршна власт, сигурно дека има влијание. Има еден англиски лорд Ектон, кој што вели, секоја власт се заканува да ве расипе. Апсолутно. Демократска брана е да има најмногу 2 мандати, за да дојдат на ред други. И другите, да. Ама мандат може исто да се продолжи и да биде пократок, нели, од 5 години? Мандатот може да се продолжи само за време на воена и вонредна состојба, а пократок може да биде доколку оставка поднесе председателот, доколку почине, или пак доколку во парламентот се покрене така наречен импичмент или барање за одговорност на председателот заради кршење на уставот и законите, и тамо е потребно двотретинско мнозинство, а потоа е потребно и во Уставниот суд двотретинско мнозинство, за да може председателот да мора да ја напушти пред време функцијата. Да, а каде ја гледате Македонија во следните 10 години? Се разбира, одамна јас ја гледам Македонија во Европската Унија. Мислам дека ако критериумите беа навистина врзани за мерит системот, односно за докази или за исполнување на копенхагенските критериуми, ние требаше да очекуваме во моментот да станеме членка. 20 години го чекаме тоа. Први тргнавме на европскиот пат, меѓутоа причината заради која сме уште во состојба на чекање се нашите соседи. За жал, соседите на балтичките држави, Шведска, Данска и Финска, ги поддржуваа балтичките држави и јас очекував такво нешто, бидејќи ако сте вие во ЕУ, сигурно треба да посакате и соседот да биде во ЕУ, бидејќи тоа ќе биде добро за регионот. Да. Ние имаме се уште вакви проблеми. Нашата евроинтеграција се билатерализира заради тоа што при создавањето на Европската заедница, односно Европската Унија, сите членки на Европската Унија имаат право на вето, или за вклучување во Европската Унија е потребен консензус. Некои од членките на ЕУ го употребуваат овој принцип. Интересно, но оние кои што го попречуваат нашиот пат во ЕУ, забораваат дека самите станале членки на ЕУ без да ги исполнуваат копенхагенските критериуми, туку заради политички причини. Јас не мислам дека ЕУ сгрешило кога ги примило, ни Грција, ни Бугарија. Тоа е добро, но пак очекував од нив да имаат најголемо разбирање за нас и посакувам секоја членка на ЕУ од регионот да го помага членството на другите во регионот. Зошто? Заради свеста за заедничките интереси
и заради свеста дека мирот и просперитетот на регионот се гаранција дека ние и во рамките на ЕУ ќе умееме да ги презентираме и да ги браниме заедничките интереси. Да. А вие колку често патувате и со кого се сретнувате, освен со председатели? Често патувам надвор, особено во оваа година. Да, се среќавам со председатели, се среќавам со премиери. Она што е за мене предност и важно е што голем дел од председателите или од премиерите или еден добар дел од нив се мои колеги или советници на председателите, мои колеги, зборувам не само правници, туку и професори, па дури и професори по уставно право. Меѓутоа, да речеме, импресивни средби сум имала и со претходниот и со сегашниот папа. Тоа се средби што нема да ги заборавам. Тоа биле средби на кои се покренувале прашања важни за човештвото, прашања од филозофски карактер и навистина, кога веќе прашувате за средбите, некои од нив нема да ги заборавам. За малите држави, каква што сме ние, сепак најголемо значење имаат мултилатералните средби или настапите во Обединетите нации или настапот на припотпишување на Конвенцијата за заштита на океаните, например, или средбите што јас еве очекувам сега на прославата на Венецијанската комисија во октомври да се обратам исто така во Советот на Европа пред моите колеги, тоа мене се уште важно. Значи, но исто така ги заборавив, ја секогаш им давам предност на средбите со соседите. Да речеме, многу бев радосна неодамна при отварањето на Охридскиот летен фестивал. Зошто? На Охридско лето, бидејќи ете, многу пати сум се сретнала со албанскиот председател, меѓутоа овој пат го поканив да учествува на еден настан од културна природа. Мислам дека уживавме двајцата и сите. Зошто настан од културна природа? Бидејќи јас многу пати повторувам дека верувам во моќта на културната дипломатија. Не само традиционалната. Тоа што може да го направи музиката, тоа што може да го направи културата, уметноста, не може да го направи ниту еден дипломат, според мене. Науката, образованието, тоа се нешта што во стартот внесуваат добра енергија, творечки чин се и пораките стигнуваат до илјадници и до милиони луѓе, а не остануваат само меѓу соговорниците, политичарите. Така политиката станува нешто за што јас сонувам, да стане уметност на можното. Некогаш може да јас велам за бракот дека е уметност на неможното. Да останете со некого цел живот заедно и да бидете, да верувате, да се сакате, затоа децата се појавуваат, бидејќи тие се важен фактор. Значи, политиката е уметност на можното за мене, а за жал, се уште политиката значи кој, кога и како добива. Се уште е тоа пазарна операција. Секој мери што ќе изгуби, а што ќе добие. Токму затоа нашиот пат на малите држави е потежок. Како во океанот, како во природата, најзагрозени
се најнежните билки или животни ние развиваме, нели, отпорност, меѓутоа имаме пак и голема потреба од поддршка, од помош и од разбирање. Бидејќи и мали држави, и председатели на мали држави можат да имаат големи идеи. Да. И тоа се покажало низ историјата. Да, а вие дали планирате после вашиот мандат уште еднашка да се кандидирате за да бидете председателка? Искрено, воопшто не сум размислувала за тоа, не сум размислувала за тоа, не знам како ќе се однесувам. Мислев дека е важно да ставам едно камче во тој македонски мозаик и се обидувам да делувам провокативно, рамноправно во тој мозаик што се вика европска политика, меѓународна политика, а само една година помина, не сум размислувала, ама еве, вие ќе ме натерате да размислувам, признавам, има денови на среќа, има денови на преиспитување, политиката не е она што јас го предавав, ниту пак, морам да кажам, председателот може да говори на ист начин како кога бил професор. Не. Во светот денеска во кој што живееме, во кој силните го прават тоа што можат, а слабите што мораат, мора да се однесувате дипломатски за да стигнете до целта. Едно знам, дека судирот, кавгата никогаш не вродиле со плод, дека ние од помалите држави треба да го бараме излезот од понекогаш лавиринтот на дипломатски начин со одбрани средства оти. Многу потешко е да возобновите растурено пријателство одошто да го доградите. Така се обидувам јас да се однесувам. Имено да трагам по согласност, да трагам по компромис, понекогаш тоа не е пријатно, понекогаш е болно, меѓутоа мислам дека патот до успехот, патот до решението води токму низ барањето на споредни улици, а тогаш ви требаат и луѓе во секоја од улиците. Полесно е нешто да доградите, одошто нешто да растурите, па да го изградите од пепел. Такво нешто не е можно денеска. Јас сакам да ве прашам, еве вие кога ќе се сретнете со некој председател, дали вие сами го барате него и го прашувате за една средба, или дали имате екстра некој човек што тоа организира, и што е побитно? Председателот да дојде кај вас или вие да отидете таму на гости? Јас не сум сама овде, имам кабинет и во кабинетот има сектор за надворешни работи. Понекогаш ние испраќаме покани или предлози, понекогаш ги добиваме. Или тие бараат средба. Понекогаш до договарање на средба доаѓа на тие мултилатерални состаноци, каде што ќе сретнете некој со кого се познавате. Например, со индиската председателка. Договарањето е долг процес. Понекогаш во просек најмалку трае 6 месеци. Еве ќе ви да, бидејќи треба да се усогласат обврските. Сите ние имаме обврски. Да. Например, требаше да дојде овој месец председателот на Словачка, се видовме повторно и во Хаг, но не може да дојде, бидејќи таму се појавиле некои нови обврски, врзани сега за воената состојба, непогодите, па секој
треба неколку недели да има тренинг, да учествува во справувањето со таквите состојби и така натаму, па ќе се одложи. Се одложи така и доаѓањето на индиската председателка, например. Да, зборот ми е, комуникацијата се одвива меѓу кабинетите и потоа ние бараме некој друг термин во кој што би можеле и тој, таа и јас да одвоиме време за средба. Во секој случај тоа се одлични настани и јас се разбира ги преферирам. Кога ви споменав дека и личниот однос е важен, ќе ви дадам пример. Например, јас 2 години поред одам минатата година кај Франциско, годинава кај новиот папа, но секогаш го посетувам и председателот на Италија 2 години Матарела, кој е не само председател на Италија, туку и мој колега, бидејќи тој предава јавно право. Значи, и тие односи се многу важни. А затоа ви реков дека денеска меѓу председателите јас барем 4-5 познавам заради струката заедничка и тогаш тоа го олеснува процесот. Бидејќи ако сте седеле со некого во меѓународните институции, научни, стручни, експертски, тогаш се познавате и многу подобро од што преку политичките контакти. Мене ме интересира каде сте родена? Јас сум родена во Охрид, веднаш крај езерото. Тоа е улицата Коста Абраш. Инаку моите не се охриѓани. По потекло се моите од Кичево, ама рано дошле во Скопје, 2 години заминале во Охрид и јас сум се родила. Веројатно се смејам, јас намерно заради мене сум се родила во Охрид. Но тоа што не се охриѓани, не значи дека јас не го чувствувам Охрид како мој. Секогаш кога ќе се наближам на кај Охрид и кога ќе го здогледам езерото, мене ми навираат солзи. Многу се чувствувам пријатно и мислам дека како да ми извира енергијата од таа убавина. Да. А мене ме интересира каде имате вие завршено школа? Се значи веднаш бебе. Веднаш сме се вратиле како бебе јас во Скопје. Каде сум, да, се разбира, во центарот на Скопје, во најстрогиот центар на Скопје. Основно училиште почна во најубавото школо Гоце Делчев, но потоа земјотресот го урна училиштето и јас повторно си продолжив во тоа училиште, кое сега беше како подарок на Чешко-Словачка тогаш, стана Јана Москоменски и од почетокот на Тафталиџе, каде што живеев по земјотресот, па до училиштето, секој ден со група на другарки и другари одевме и уживавме. Долг пат имавме за одење, ама тогаш таму имаше само бараки и една голема улица, па одевме со ролшуи на школо или правевме среде зима фигури по снегот, некогаш и доцневме. Еден прекрасен период од животот. Значи, да. Јан Амос Коменски, во кој што предава истите учители кои претходно наставници предаваа во Гоце Делчев, и мојот брат Гоце и мојата сестра Ленче исто така завршиле во тоа училиште и се разбира, ја не сакав да чујам за друго, иначе многу близко, иако до мене близко имаше друго школо. Само едно постоеше тогаш. Да.
Еве, јас кога ќе пораснам, сакам да бидам учителка. Вие порано, што сакавте да бидете? Како вас, учителка, Исто? се разбира. Да, неверојатно. Не мислев професорка, ама учителка од секогаш сум сакала. Причината лежи во инспирацијата. Имав среќа да учам од прекрасни учители. Такви ми се чини само во книгите има. Посветени, добри, амбициозни и се разбира, тогаш се идентификувате со инспирацијата. Да, а вие кој тип порано на музика сте слушали и што уште слушате на музика? Различни типови на музика слушам, меѓутоа моето детство, тоа било во 60-тите години, младоста во 70-тите, 80-тите години, е врзано, се знае за Битлси, за Ролинг Стоунси, за Animals, значи за прекрасна музика, бунтовничка музика. И тоа го одбележа моето детство. Се разбира, тие се неразделни од рок-н-ролот, а мојата сестра беше чувена по рок-н-рол и јас по незините стапки дури се надпреварував и денеска ретко се воздржувам да не играм кога ќе ја чујам оваа музика. Се разбира, потоа на таа музика се надоврзуваше и друга музика што јас ја сакам джез рок, например, исто така. Сакам класична музика многу и денеска. Многу сакам да одам на концерти, тоа ме одмара, особено во Охрид, но останала таа жестока музика кај мене и мислам дека рок-н-ролот е цела филозофија, не е тоа само музика. Да, вие баш сега Битлски спомнавте, јас ги знам од еден музеум у Хамбург, се вика Паноптикум. Тоа е како музеум на восочни фигури и таму баш ги видов. Знам, сигурно, бидејќи Битлси свиреле и во Хамбург, и во Германија, тоа го знам, не само во Ливерпул, таму вежбале. Кога зборувам Битлси, не мислам само на музиката, мислам, се разбира, и на стиховите. Оти за жал денеска понекогаш, кога ќе чујам што слушаат младите, голема дилема имам, дали таа музика, кога не следи или не значи музички израз на некои прекрасни пораки, може да допре или што буди кај младите. Да. Нашата музика будеше бунт, отпор. Никогаш нема да речам да заборавам на еден филм Коса, бидејќи тоа е еден спектакл, меѓу останатото музички спектакл, какви бунтовни пораки против војната праќаше на младите. И покажа дека понекогаш во војна може да погине некој кој не ни бил војник. Тоа е силна порака. И мислам дека таквата музика ја сакам. Ги сакам и Сантана. Музика што останува, Пинк Флойд ги сакам од овие причини, ама од секогаш сум ги сакала и Лепи Сол, символ на добра музика биле. Сите во Југославија ни завидувале на Лепи Сол и на нивната квалитетна музика. Мислам дека и денеска се инспирација за многу генерации. Да, а дали баш сега генерации спомнавте, дали мислите дека нашата генерација е сменета на позитивно или на негативно, затоа нели сега што е достапно за нас интернет, компјутери, ChatGPT, телефони? Под големи закани е вашата генерација, иначе во секоја генерација има вредности од кои се води, оди напред,
Меѓутоа, мислам дека понекогаш амбиентот го диктира однесувањето. Ги споминавте социјалните мрежи. Социјалните мрежи можат да артикулираат бунтовни ставови, отпор, ама исто така можат и да стимулираат омраза, нетрпеливост. Тоа сме го гледале. Понатаму, мислам дека фактот што на социјалните мрежи екзистирате виртуелно, може да сте непознати, скриени, исто така внесува неможност за идентификација. Кога гледате некого во очи, кога разговарате со него, тогаш вие гледате дали има усогласеност, хармонија меѓу говорот на телото и мислата. Вака луѓето кога се скриени понекогаш кажуваат нешта што не се добри, нешта што стимулираат однесувања кои не мислам дека водат кон добро. А еве кажавте, вештачката интелигенција се разбира доколку биде правилно употребена за добробитта на човештвото, може да отвори големи простори за развој, но таа крие и многу опасности. Опасности по човекот, опасности понекогаш по однесувањето, опасности дури и по животот понекогаш. Значи, мора да се предвидат очекуваните ефекти, добри или лоши, да се превенираат опасностите. За жал, човештвото најчесто реагира посвестум од како ќе се случи нешто, а не претходно. Затоа не знам кое би било идеалното решение, меѓутоа веројатно некој баланс. Тука треба да има улога и семејството, тука треба да има улога и училиштето, тука треба да имаат улога и треба да има улога концепирањето на вистинските вредности и принципи, зашто многу закани има денеска по човештвото. За жал, јас сум многу разочарана, бидејќи јас сум живеела во мирно детство, во кое сум се надпреварувала во знаење. Денеска од сите страни вие сте атакувани со секаков вид на предизвици. Затоа и реков дека срамно е за човештвото да толерира војна во 21. век, да мисли дека може да реши проблеми со оружје. Напротив, мирот нема алтернатива. Кога говорам за мир, мислам и на мирот со природата, бидејќи ние и војуваме и со природата, иако знаеме дека таа битка е однапред изгубена и дека ќе ни се врати и ни се враќа секој ден, веќе никој не може да предвиди што ќе се случи со климата. Постојано повикуваме на резолуции, на декларации, ама во реалноста ние ја повредуваме природата, ја негираме наместо да ја заштитиме. Така е и во говорот меѓу луѓето и неизвестност. Неизвестност е зборот што го обележува ова време. Кога зборувам за неизвестност, мислам и на самата Европска Унија, која навистина за да биде заедница што инспирира, заедница со која јас сум ги инспирирала студентите, бидејќи европските вредности и принципи се многу важни, но ако таа се однесува како машинерија бирократска и политичка, и ако не се ги почитува сопствените вредности и принципи, тогаш ќе дојде до криза на овој демократски политички систем. Истото важи и за целокупниот свет. Затоа треба ние да го стимулираме
мултилатерализмот или институционалното решавање на проблемите во Обединетите нации, во Советот на Европа, во меѓународните судови на правдата или кривични судови, да се решаваат проблемите преку арбитражи, преку почитување на задолжителното меѓународно право, ако сакаме да одиме напред, ако не сакаме не само да стоиме во место, туку да тонеме назад. Мене ме заплашува понекогаш она што се случува во светот. Ги споменав Обединетите нации и годинава мислам да го потенцирам тоа, дека некои работи ме подсетуваат на времето пред пропагањето на Лигата на народите. Тоа не смееме да го дозволиме. Се уште Обединетите нации уживаат легитимитет таму да се решаваат клучните проблеми, а не само меѓу силните, бидејќи тоа ќе биде секогаш на штета на малите држави и народи. Мене ме интересира, вие кои имавте 12 години како мене, со што вие си игравте, дека вие тогаш немавте телефони, интернет, тоа све ние сега што го имаме, значи нашата генерација? 12 години, со што си играв? Си правевме забави, игравме народна, игравме ракомет, ама моја страст беа ролшуите. И јас подоцна во 7 и во 8 бев првенка на Скопје во ролшуи. Значи, страстно возев ролшуи, дури ретко кој правеше, имаше еден израз, ние викавме да возите назад или салата. Одев во хор исто така, а најголемата страст повторно книгите. И друго се надпреварував. Се надпреварував литература, се надпреварував англиски, се надпреварував хемија. Тогаш, значи, редовно имаше надпревари меѓу основните училишта и многу значеше да бидете подобри од другите, а Гоце Делчев училиштето имаше слава и мораше тоа да се задржи. Да. Вие дали имате сега уште време за вашето хоби, нели дека ви имате многу работа како председателка? Па, се разбира, без хоби никој не може да живее. Јас ви реков, најголемото хоби читањето го имам. Не возам ролерки, се разбира, ако паднав еднаш во искушение, ама си го скршив саатот и од тогаш престанав да глумам дете или многу млада. Друго, повторно ми останува мене страста за играње, исто страста за пливање. Да. Јас сум им велела на студентите дека јас сум несериозна во две ситуации во животот континуирано, кога пливам и кога играм, бидејќи тогаш сум дете. И тоа останало. А за книгите, ви реков, тоа е нешто што никогаш не го заборавам или не го запоставувам. Да, еве, јас сум родена во Македонија, вие сте родена во Охрид, јас живеам во Германија, ви живеете во Скопје. Мојот план е некогаш кога ќе пораснам да се преселам повторно тука во Скопје. Вие дали некогаш сакате да се преселите повторно во Охрид, значи да се вратите? Јас имав шанса надвор да се преселам. Сум била во Соединетите Американски држави, студиски престои, сум била во Италија, сум била во Грција. Да, дури воопшто немав намера да влегувам во политиката. Мислев дека во далечната 94 година реков никогаш повеќе, освен да ја проучувам. Да. Ама пред 2019 мои студенти дојдоа и ме убедуваа дека јас би била можно добро решение. Што посакував јас пред 2019 година? Тоа што го споменавте. Да си одам во Охрид, мене многу малку ми треба, да си читам, да си пишувам,
да си шетам крај езеро, да си одам до Канео, да одам на пазар по Охридските училишта, да си се качам на брод и да си одам до Свети Наум, ама токму како Константин Миладинов што посакувал, само што и од студот бегал нели во Сан Петерсбург, а јас од гужвите во Скопје. Признавам дека Скопје не е градот во кој јас многу го сакав. Толку многу се насели. Таква гужва, таква бука, што е тоа неподносливо. А што се однесува до вас, сигурна сум дека вештачката интелигенција, понатаму можноста да живеете овде, а да продолжите да работите во Германија, или да сте во Германија физички, овде да сте вистински, тоа е се отворено. И тоа е една од добрите страни. Зошто го велам ова? Не случајно, на докази е засновано, на интересот кај децата, на нашинците, по Соединетите Американски држави, по Европа, за враќање. Ја мислам дека никој од нас не е случајно роден некаде. Сигурно му извира енергијата од тамо. Значи, на едно патување во Германија, да, јас, меѓу присутните, забележав една прекрасна девојка. Ја прашав од каде е, ми рече дека е од Македонија и дека е на практична работа во Бундестагот, но дека завршила политички науки и магистрирала на Стенфорд. Таа се врати, може би отиде на докторски студии, имаше интерес да биде дел од мојот кабинет, устанува се уште можноста, само треба да најдеме некое решение. Секоја година во Охрид, кога се среќавам со деца од диаспората, кои се надпреваруваат со лего коцки, со прекрасни изуми, или деца кои победуваат по математика, физика, неодамно сретнав група од Соединетите Американски држави, кои дипломирале на престижни универзитети и дошле овде да работат известно време, некои се враќаат, мислам дека тоа станува актуелно. Се разбира, ја не пропагирам, не ви влијам, ама сами ќе си оцените еден ден, дали може би и овде можете да направите нешто друго, што не можете во Германија, Така е. или дали можете да живеете и тука и во Германија, или дали вие можете да ги убедувате родителите да се вратат овде, но мислам дека сите опции во современиот свет се можни и отворени. И ви посакувам, вие сте умна, од прашањата е тоа очигледно, Фала. сами да си одберете опција што мислите дека најдобро ви и најмногу ви одговара. Вие сте собственик на вашиот живот, како јас на мојот, и одлуките со совети се разбира, можеме да ги носиме сами. Ви благодарам многу дека ги одговоривте моите прашања за вашето детство и за вашата работа и навистина од срце ви благодарам. Јас ви благодарам за умните прашања, за Фала. креативните прашања, за посветеноста кон татковината на вашите родители. Не случајно доаѓате овде, ви посакувам уште многу вакви интервјуа и ви посакувам еден ден вас да ве интервјуира некоја умна 12 годишна девојка, да Фала. станете председателка. Ќе видиме што ќе се стане. Еве, имајте го ова на ум. Ви благодарам многу И јас ви и благодарам. се надам дека ќе се видиме повторно. Благодарам. Дечки, се надам дека ви се допадна ова видео. За мене беше навистина многу интересно и поучно. Останете живи и здрави и се гледаме у следното видео. Чао, дечки!